Денес во Берово се одржува првиот државен мастерс турнир за млади кадети до 12 години. Ова е почетен за оваа сезона. Можам да кажам дека ланската сезона во Берово се одржа последниот и поради здравствената криза се прекина спортот. Сега е во Берово првиот и се надеваме дека ќе продолжи да тече цела година, децата да се надпреваруваат. Исто имаме и друг настан во Берово следната сабота во категорија до 15 години. Значи ова е поединечно првенство, водовно за репрезентацијата на Северна Македонија. Значи има од разни градови, има од Крушево, има од Битола, има од Скопје, има од сите делови на Македонија. Денеска во организација на Пинг-понгарската федерација на Македонија и Пинг-понгарскиот клуб Зегин Берово од Берово, во организација е значи првиот од серијата мастерси до 12 години, кои што оваа година Пинг-понгарската федерација ги одржува во различни градови во нашата земја. Значи, како што кажавте и самите, почнуваме со најмалата категорија која што е во организација на Пинг-понгарската федерација, односно најмалите кадети до 12 години. Наредната недела исто така имаме мастерс турнир во организација на Пинг-понгарскиот клуб Берово. Тоа ќе биде до 15 години. Потоа имаме до 18 години и до 21 година. Ова се првите мастерс турнири кои што се бодуваат за влез во репрезентација на Република Македонија и нормално оние најдобрите кои што ќе покажат на ред серија мастерс турнири, државно првенство и топ 8, тоа се доаѓа до конечен редослед на табелата и оние дечина кои што ќе бидат на прво, второ и трето место влегуваат во репрезентација. Берово веќе втора година тоа го покажува и го потврдува на дело, затоа и има голема доверба во органите на федерацијата и овие турнири кои што се одржуваат во Берово не случајно се избрани да бидат во Берово, бидејќи и носителот на пинг-понгот во клубот на Пинг-понгарскиот клуб Берово, Јован Ковачовски е човек кој што доследно и посветено работи во клубот и кој го афирмира буквално клубот не само во Берово, туку и пошироко во овој регион. На што се должи? Она, значи, како што кажав, популаризацијата пред се е на највисоко ниво на Пинг-понгарска федерација за овој спорт, а во другите делови на државата, да, точно се формираат клубови. Последната година имаме формирано 3-4 клубови, а целта на федерацијата е уште во неколку поголеми градови во државата да формираме клубови, како во Охрид, Ресен, Кичево, така да во преговори сме со тие градови, со луѓе кои што ќе се работат со школите и се надевам дека огромен процент, над 90% во државата ќе бидат покријани со клубови во пинг-понг.